Добър ден! Добри сте? Супер! Не знам за вас, ама како беа наредени песните, се излеа едно посебно блаженство од небото, ако можам така да кажем. Однака една атмосфера на таков мир, затоа што го вкусивме сега постојано, ќе се навраќаме на него во текот на неделата. Бидејќи нели така стои во псалмот, вкусете и видете дека Бог е добар. И сето тоа што го искусивме за време на славењето, фала ти Никодемус, можеме да го имаме постојано во текот на неделата, бидејќи Бог е во нас. Такви беа и песните. И сте ме слушнале повеќе пати, сум го кажала ова, ама се ајде да го цитирам апостол Павле. Вика, мене не ми е здодевно да ви повторувам повторно исто па исто, затоа што вам ви служи како надградба и вие од полза. Така да, многу е убаво да знаеме дека, да се подсетуваме дека Бог е во нас. И тоа, самото по себе тој факт, нас не прави достојни. И нели пред еден месец кога бев во Холандија и во едно библиско школо проповедав и може ги саштисав, така постршки да кажам, ги запрепастив кога им кажав дека јас кога ја пеам Amazing Grace, не го пеам делот Who Saved a Wretch Like Me. Нели, wretch е многу погрден збор за ништавило, ѓубре од човек. И сите беа запрепастени, бидејќи во очите на Бог таткото ние не сме ѓубре. Ние сме биле изгубени синови и керки кои што не си го знаеле патот, ама во никој случај не сме биле ништавило. Ако беше така, Бог не би посегнал по светот да го спаси, ако беше ништавило. Видете, менаџер на фирма, ако се изнервира со неговите вработени, ќе им даде отказ. Ама татко, ако се изнервира или гледа дека неговите деца тргнале по лош пат, нема да ги остави. Ќе направи се што е во негова можност да ги спаси и да ги врати назад. Така што Богот секогаш бил татко и се додека има здив на живот во мене, вие ќе ме слушате за ова, дека ви го зборувам, дека Бог е татко. Ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Бог е татко и колку повеќе се храниме со таа вистина и со таа реалност дека Бог е пред се татко, толку полесно ќе го живееме животот за кој што исто така не се сложувам кога многу христијани ќе кажат дека христијанскиот живот е тежок. Тежок е ако немаш откровение дека си син или керка и дека Бог ти е татко. Тогаш е тежок заради тоа што цело време ќе имаш ментален склоп дека треба да му угодиш на суверен, праведен судија кој што цело време гледа тоа што е погрешно. И тогаш на вистина христијанскиот живот е тежок. Бидејќи како ќе се оттргнеш од помислата дека некој кој што е свет, некој кој што е секогаш апсолутно во право и знае се, можеш да му удоволиш. Видете, многу е суптилно сето тоа што нам ни се заканува како верници во името на Исус. И ако го тргнеме откровението дека Господ е татко и дека тој е насочен со сите нас да гради заедништво како татко, тогаш газиме на многу гнила штица, која што не става во ситуација да постојано живееме во страв. И уште пострашно да живееме во самоосуда која што ќе ја рефлектираме на другите. Затоа Исус дојде да го представи Бог како татко. И нели Филип кога се избаци со изјавата покажи ни го таткото и доволно ќе ни биде, Исус му вели ако ме виде мене, го виде и таткото. И сега кога ги гледаме или кога ги читаме Евангелијата како се однесувал Исус, навистина разбираме дека дојде Евангелијата ја има таа цел да им покаже на луѓето дека Бог е татко. И дека во неговото татковство тој има совршени намери. И затоа сега принципите на Божјото царство се косат не само со светот, туку и со луѓе верници кои што живеат постојано во закон, мислејќи дека Бог е постојано незадоволен од нив. И опасноста е што истите тие
Не си доволен. А Бог вели доволен си. И знаете, Светиот Дух нас секогаш ќе не предизвика на најпозитивен начин, а тоа е што се што пееме за апсолутноста на Бог и неговата добрина во нашиот ум ќе ја предизвика во текот на неделата. Минатава недела, кога бевме во Holiday Inn, се пееше песната Христос е доволен. И sad ние ќе дојдеме во ситуација каде што практично, на практичен начин, Светиот Дух ќе не стави во ситуација да не подсети. Во неделата пеевме ова. Чекај сега, значи на вистина, на сред ова специфична ситуација Христос ми е доволен. Ајде Исусе да видиме што имаш ти да кажеш. Зошто? Затоа што ние имаме Христовиот ум. Видете, Бог како татко е многу практичен. Вие татковци и вие мајки многу практично ги учите вашите деца на некои лекции кои што треба да ги знаат во животот. На многу практичен начин ја поставувате основата. Јас сум овие поготово 23 години цело време во црквата обкружена со многу блиски луѓе кои што без исклучок се семејни луѓе. И многу учам наблюдувајќи ве како вие ги поставувате основите за Бог во животот на вашите деца. Ама на многу практичен начин. На многу практичен начин. И таков е Господ. Господ не е нешто абстрактно, далечно, нереално, па се само во недела нешто ние мистично ќе искусиме. Не. Затоа што е татко е многу практичен. Многу практичен. Многу. Зошто? Затоа што ни дал авторитет да кажеме во слобода и сила, ама јас го имам Христовиот ум. Ама јас ја имам слободата да бирам Божјо дете. Тоа не значи дека Бог дава зелено светло ние да се однесуваме како што ни одговара. Мора да ги разграничиме тие работи. Вие како татковци, како мајки, не секогаш за се им давате зелено светло на вашите деца. Да ни е јасно. Не заради тоа што ние сакаме да имускратиме или да вежбаме некаков си тирански авторитет врз нив. Не. Затоа што во нашата мудрост согледуваме дека тоа не е полезно за нив. И ставаме рампа. Оп, чекај. Исто и со Господ. Меѓутоа во тоа има убавина да растеме во слободата и радоста дека сме негови. Јас баш вчера на женскиот час тоа го спомнав. Например, Зоран и Ребека имаат 4 деца кои што се апсолутно различни едни од други. Тони и Милена има 3 синови кои што се скроз различни еден од друг. Исти родители, скроз различни деца. Меѓутоа основата е таа. И во тој убавината јас секогаш наблюдувам како специфично овие два брачни пара воспоставуваат заедништво со нивните деца. На многу посебен начин, на многу специфичен начин, на начин на кој што на нивните деца посебно им е потребен. Таков е и Господ. Затоа што е татко. Ако на начинот на кој што мене ми зборува Господ, не значи дека тој ќе биде истиот начин на кој што вам ви зборува. Се разбираме? Бидејќи татко, затоа што во тоа татковство има ваква слобода. Ако не беше Бог татко, немаше да има ова слобода. Тоа сите ќе бевме униформирани. Ќе ни ставаше Господ програма софтверски светлочи. Ама не е така. И ние имаме почит кон процесот на растење кон нашите деца. И ако сме навистина внимателни и мудри, ќе го почитуваме тој процес. Нема да им наметнеме нешто што нивниот ум уште не може да го соџува. Амен. Затоа дојде Исус да ни покаже дека има татко, не сме сами. И во нашиот процес на растење, во нашето битисување, така да кажам, многу во македонски збор, во нашето суштествување, Господ ужива како ние растеме. Ние може не уживаме како растеме, затоа што сме обременети од тоа како на светот не гледа. Од тој легализам, од тој закон. Не си доволен за Господ. Не правиш ова доволно. Вчера вака, вчера онага. Не. Господ, тој го гледа како процес на растење, затоа што е татко. Јас не сум родител, ама кога мојата внука растеше и почна да заодува, јас воопшто во ниеден момент не се разочарав кога ја пуштив да го направи првиот чекор. И кога после првиот чекор падна. Дури ни дете
почна да паѓаше, знаеш колку многу. Не. Дури немав ни очекување да трчат. Заради тоа што го поштовам нејзиниот процес на растење. Така и со Господ бидејќи е родител. Амен. Тоа беше мал увод. Како дека нештото во Господ и во Божјото царство, така да кажем, се наопаку. Мислам, за нашиот ум се наопаку. Знаете, нели, светот вика, грабај колку што можеш повеќе ако си на некаква позиција. Исус вика, ако некој ти ја побара туниката, дај му ја и наметката. Не, бегај да ескивираш, да избегнеш некому да му помогнеш. Исус вика, ако некој ти побара 1 милја да оди со тебе, ти оди 2. Значи, во Божјото царство, во тоа заедништво со нашиот татко, на небото све е наопаку за светот. И дури и за нас како верници често пати многу нешто се ни изгледаат наопаку. Дали ќе може стихот Захарија 13:1? Ова го спомнав вчера и на женскиот час и фала ти Мита вака и јавно за твојата за твојот инспиративен удел на женскиот час, бидејќи Мита вчера на женскиот час не праша вакво нешто. Сетете се и кажете стих кој што е поврзан со вода. И беше многу убаво. Излега на површина многу убави стихови, многу убави толкувања, ама беше многу убав момент. И јас го спомнав овој стих. Барај од Господ дожд во сезоната на доцните пролетни дождови. Гледате како све наопаку во Божјото царство. Зашо се ја да барам дожд кога сум во сезона на дождови? Господ е тој што ги создава дождовните облаци и тој ќе им даде поројни дождови на луѓето и трева за тие во полето. Светот вели, слушај, само за тебе доволно е. Ти некако од месец за месец да помениш кредитот, да го платиш, сметките да си не бараш ти многу, расти во некоја скромност. А Бог вика, во сезоне на имање, барај да имаш повеќе, ама не само заради тебе, туку за другите околу тебе. Во сезона на дождја вика, барај од Господ дождови. Гледате каков е Господ како татко? Широко граден, сестран, блабок, неистржлив, ама 8 милиарди луѓе сведочат за неговата убавина и креативност. И вели, барај од Господ дожд во сезона на доцните пролетни дождови. Заш сега ја да барам нешто кога сум насред тоа? Ама тука лежи зајакот. Господ секогаш има нешто да ни објасни. Да не вкорени туште под лавока, да не задлабочи туште повеќе во него. За после кој ќе излеземе надвор помеѓу луѓето да кажат, овие луѓе беа со Исус. Исто како што сведочеа за Јован и за Петар, кога ги истепаа и им наредија да не зборуваат за Исус. И вели, овие луѓе беа со Исус. Беа. И чудесно е затоа што ние сме навикнати во таа лажна скромност која што е извртена гордост и горделивост да не бараме. Не. Се знае, Божите деца треба да бидат скромни, понизни, Ова нема никаква врска со скромност и понизност. Ова е доказ за понизност, дека во време на пролетни дождови ти бараш од Господ уште поројни дождови да се излеат за луѓето да се благословени и за да има дури треба по полето за животинките. Кога Давид во Псалм 23 кажа, ја помаза мојата глава со масло и мојата чаша се прелева. Тоа што беше во чашата е за Давид, а тоа што излезе и се прелеа надвор од чашата е за другите. Ете го каков е Господ. Ете зашто Господ нас како татко не поттикнува да бараме уште. За не да ние да бидеме само за нас, ние да бидеме доказ, еве Господ нас не унапредува. Не е само за нас. Секогаш имајте на ум дека вие сте дел од една многу поголема слика. И дека вашиот живот е дел од нешто многу поголемо. И затоа ние треба нашите барања кон Господ да ги насочиме во врска со тоа нешто многу поголемо и да не се ограничиме со барањата само за нашиот живот, туку и за оние што се во полето и за сите околу нас. Амен. Пред 2 недели кога Зоран проповеда
започна доброто дело во вас, ќе го заврши. Така? Меѓутоа, новата светлина што беше фрлена врз тој стих беше дека не е само за нас. Господ работат на мојот карактер, досега не бев трпелива, сега ќе бидам потрпелива, па уште потрпелива, па кога ќе заминам кај Исус, сите ќе знаат дека бев долго трпелива. Не се работат само за мене. Ја не живеам само за мене, за мојот живот да биде среден. Ја живеам живот за луѓето да видат каков е Господ. Маја се зафркава со мене, еднаш ми рече, Зоран е познат по Матеј 6:33, ти ќе си позната по Псалм 145. Еден од моите помилени стихови. Една генерација ќе изборува на следната генерација за големите мокни дела на Господ. Амен. И мене, тоа ми е поттикот. Ја во 2019, пред една неделна служба бев поттикната од Господ, викам, ќе се молам сега за службата, ама онака, Господе, специфично одвојувам сега саат време да се молам на јазици за службата. Зоран во тоа време имаше таа една цела сесија на неколку проповеди за надежда. И јас се молам и одеднаш гледам веќе по јазиците дека не се молам веќе за службата, туку се молам за нешто друго. Си видов во духот дека се молам за нешто друго. И само го слушнав Господ. Во твоето срце има толку многу надеж за Македонија, што ќе треба 1, 2, 3 генерации да поминат за да се оствари сето тоа за кое што ти се надеваш. И јас си го запишав. Ноември месец беше 2019 и идаме на служба, Зоран проповедаше за жива надеж. И на крај кажа, ајде сега да се молиме, ставете главата тука или тука, и ние се молиме, и Зоран онака се молит, ја благословува нели службата и сите слушатели, и само во еден момент вели, помеѓу вас има некој со толку многу надеж за Македонија, што ќе треба 1, 2, 3 генерации да поминат за да се оствари сето тоа за кое што таа лично се надева. Бам! Знаете, тоа е совршен рецепт против разочараност, дека Господ ништо не направил во вашиот живот. Затоа што јас, мојата вера во Исус не ограничувам само на мојот животен век. Јас сакам Псалм 145 да биде слика за мојот живот. Дури кога ќе ме нема од овој свет, луѓето да кажат, таја беше од тие кои што веруваше во Македонија за иднина и за надеж. Затоа што јас сум свесна дека некои нешто за кои што јас се надевам и се молам нема да се оствара додека сум ја жива. Ама тоа не ме спречува да живеам во радост и во надеж. Амен. Зошто? Затоа што во Божјото царство работите се наопаку. Всушност се правилни, меѓутоа светот наопаку ги врти работите. И затоа сега на Светиот Дух му треба време заради нашата волност и соработка со него, ние да ги соџвакаме работите кои што, нели, доаѓаат од Светиот Дух, меѓутоа се судираат со нашиот ментален склоп. Не е лесно, не е секогаш лесно. И за ова неделна служба бев поттикната да споделам за вас еден стих кој што исто така верувам дека е многу злоупотребен, односно не е употребен во правилен контекст. А тоа се стиховите од Римјани 8, 18 и 19 прво ќе читаме. Вели, сега нели, ова е едно од најмаркантните посланија на Павле, кој што е толку содржајно и толку длабоко и толку сестрано, рака на вистина ќе треба година-две во проучување. И ова е првото послание што нас Александар Дуковски ни го постави како домашна задача кога идеше во Стругар во 2000-та година. Следниот пат кој ќе се видиме, ќе дискутираме за римјаните, така да ова е едно од посланијата кој што ми е многу мило на срце. И се вели, Павле вели, сметам дека страдањата на сегашното време не се ништо во споредба со славата која ќе ни се открие нам. И сега, жално е што овој стих е испревртен и ставен во контекст на вечноста кога ќе не нема од тука и кога ќе заминеме кај Господ. Зошто созданието со нестрпност
скоти, тој ќе биде Дубај, не знам какви. Ама тогаш, затоа што сега страдањата не е така. Всушност, Павле кога зборува страдањата во ова време, значи во стих 18, сметам дека страдањата на сегашното време, знаете кој е изразот што Павле го искористил? Во време на зборување во јас сега поминувам низ страдање. Тоа е контекстот. Сегашно време. Present continuous. Во моментот на зборување, во моментот на пишување, Павле поминува низ некакви страдања. И вели, сметам дека ова сега што јас го поминувам не е ништо во споредба што она што ќе го направи Господ. Ама не за во вечноста која ќе заминеме од тука. Сега. За сега. И вели, славата што ќе ни се открие нам. Знаете кој е зборот ќе ни се открие? Апокалипто. За жал, многу филмови нас ни изуплашиле Апокалипса денес, Апокалипса утре и ни го представиле зборот Апокалипса, леле, готово, уништување, значи прав на тапа, ништо нема да остане од земјава. Парче на парче. Не е така. Апокалипто значи нешто што има превес, ама тука е. И нешто го спречува да се открие. И која е пречката што нас не спречува да ја видиме таа слава во која што чекориме? Недостатокот на радеж. Недостатокот на разбирање на нештата. Кои сме и какви сме во Христос на планетава Земја. И затоа земјата стенка во очекување, леле, аман, стекните разбирање кои сте во Христос да ме ослободите. Не за во вечноста, за сега. Пред пандемијата бев во посета на едно семејство и тие живеат во една приградска населба во Скопје и нормално живеат во куќа и си имаат бавчинче, дворче и си садат цвет натре во градинчето. И на одење за накај дома и сопругот ми вели вели сливава, знаеш, онака барам секира да си купам, ќе удрам в корен недовод плод. И му велам, зашто ме види убаво изгледа дрво? Джабе убаво изгледа, недовод плод. Ја му викам, ајде, ќе седниме се и ќе благословуваме почвава и ќе го благословуваме дрво. Викам, не, 7 години нема даен род. Ека, сечам да не ми сметат, ќе садам тука на местото на сливата патлиџани. Елам, дајме ќе се молиме, знаеш, онака, во Библија пишува. И онака се помолив, ја благословив, знаете дека 7 години секој лето јас јадам джем од сливи од тоа дрво. Сега пред неколку месеци ја изедов последната тегла што ми ја дадала. Амен. Амен. Тоа е овој стих, земјата стенка и чека Божите синови да сватат кое им е местото на планетата Земја и со што се обогатени, дека се обогатени со авторитетот. Ова сведо што не го кажам за да се чателам кушијам ум, туку за да се охрабриме кој сме во Господ на планетава Земја. Затоа што, зошто мене ми треба на планетава Земја да стекнам откровение дека го имам Христовиот ум? Зошто на планетава Земја мене ми треба да стекнам откровение дека духовната Виолета расудува се? За на небото, кога ја нема да имам проблем со зли духови? Кога нема да се присутни? За тука ми треба. За тука нас ни треба. Значи, овој стих не леле, сега светов, еве, готово, сега отидовме јабана, кај, дај сега тинти. Не. Павле вели, во моментов поминувам некои страдања, некои предизвици, го пишал додека бил во Коринт. Значи, ова писмо е напишано додека Павле бил во посета на црквата во Коринт. Ако читате во Коринтјани, ќе знаете зошто зборувал вака за страдањата, затоа што коса му се кренала кога видел што се дешава во Коринт. И вели, не е ништо ова сега што ја го поминувам во моментов дур ви пишам во споредба со она што на Господ го има за нас. Ама ние овој стих го сместивме во вечноста кој ќе заминива. И сега и завидвиме таму на баба Бубе и на цока наша. Ја искусуваме славата сега што им се откри. А ние тука кутрите
онака голема. Не. Зошто Господ и во Исаја 43 глава, и во Евреи 4:16 кажал пристапете смело. Во Исаја дури му вели на пророкот, јас знам дека ти не си во право, ама ајде, изјасни го твојот случај пред мене да разговараме, јас и ти да дискутираме. Па ја ќе ти објаснам зошто Израел е во ваква состојба. Видете, Господ во Стариот Завет на Исаја му дава слобода да пристапи, иако Исаја не е во право. Гледате каков татко имаме? Гледате колку нас тој не почитува и колку нас ни дава чест на нашиот ум, на нашиот процес, како ние растеме и размислуваме и растеме во размислувањето и притоа тој нас не менува. А во Евреите 4:16 вели и така сега смело да пристапиме кон тронот на благодат, за да најдеме благодат кога ќе ни притреба. Гледате го каков е Господ. И затоа земјата стенка во очекување за откровението да се откријат Божите синови, што со други зборови да сватиме кои сме на оваа земја и какви сме на оваа земја. Јован вели каков што е Христос, такви сте и вие во овој свет. Леле. Зошто Бог би ни дал таква слобода, ако не планираше да го смени светот преку нас? Зошто? Зошто Бог би ни дал слобода смело да пристапиме до тронот на благодата, ако се ова напишано е за во вечност? Треба ние да се подигнеме од бремето што ни е наметнато дека црквата не е добра, дека црквата не е доволно добра, дека не знам шо вака, не знам шо онака. Ние треба да знаеме кои сме. Како што е Христос, такви сме и ние. Ама ти не знаеш шо ми се врти во главата, ти не знаеш каков е тој. Не. Не сакам помеѓу вас да знам ништо, освен Христос и таа распнатиот. И самата песна, гледам јас благодат, гледам јас свет во чуда, јас во Исус чекорам и јас во чуда чекорам. Ние сме повикани за таков живот. Ние сме повикани да живееме во таа полнота. Иначе зошто Исус би ни ги ставил тие ветувања? Јас дојдов да ви дадам живот и тоа живот во изобилие. Не се работи само за материјалниот аспект, него се работи за добро менаџирање на нашиот внатрешен свет, каде што сите бури кои што ние ги искусуваме од светот, ги искусуваме и внатре. Во нашиот ум, во нашите емоции. И се Исус вели, и насред таа бура, јас имам живот во изобилие. И јас сум способен, со тоа што ти го дадов Светиот Дух во тебе, да те направам многу добар управител на твојот внатрешен живот. И тоа ќе се преслика во светот. Што мислите, зошто Исус имаше смелост да каже, ако ме видовте, мене го видовте таткот? Затоа што знаеше каков плод донесе на Божјата љубов во срцата на сите оние кои што му пристапија. Не ги осуди. Им даде излез, им даде опција, им даде можност. И затоа беше уверен во својот авторитет како Божи син. Уверен. Сте размислили ли некој за тоа зошто таква маркантна изјава? И сега онака леле, многу е ова арогантно бе. Ама не. Не. Јас ја напишав таа мисла во групата на Вибер. Ако не посвоеше некоја славна личност, леле, роскоти, прускоти на сите социјални мрежи ќе направивме. Кој ни е татко, кој не посвои. Има многу славни личности кои што нели посвоиле деца и многу отворени врати имаат тие деца затоа што нивните родители се славни. А ние што сме Божи деца?
кога тој ќе умре на крст те прогласи за достоен. Како не си достоен? Како не сме достојни? Зашо дојде тој? За да ни покаже дека сме достојни. Зошто? Затоа што имаме вредност како деца. Се сеќавате кога ја донесов чашата за кафе од Англија со печатот од кралицата. Знаете, таа чаша, жената кај што чистев во нејзината куќа ја купи за 70 фунти. Зошто? Затоа што имаше печат од фирмата која што била овластена во цела Англија да снабдува покуќнина за Бакингамската палата. И таа чаша, обична, нормална, беше 70 фунти, 80 евра. Меѓутоа, видите, таа чаша можеш и 180 фунти да видите. И да си стои на полица. Вредноста на чашата не беше одредена од цената, туку од нејзината спремност да дај 70 фунти за мене. Тоја ја одреди вредноста на чашата и вредноста моја во нејзините очи. Затолкава вака чаша за кафе да дај 70 фунти. Значи, ние сме вредни, ние сме достојни за вредност. Зошто? Затоа што Исус кажа дека сме достојни. И секоја извитоперена, понизна изјава дека ние не сме достојни плука на делото на Христос за нас. Гледате како Бог таткото наопаку размислува? Тој нас ни вели, абе, достојни си, не. Чиси, не, грешни сме ние. Како може во грешен човек Светиот Дух да престојува? Плукаме на она што Господ го прави и мислиме дека сме понизни. А не е така. Бог сака да не охрабри, да не крене во нашиот идентитет. Затоа што кога ќе си го знаеме ние идентитетот дека сме Божи ќерки и синови, ние и текако ќе влеземе во длабочините и тајните да истражуваме како да менаџираме со планетата Земја. И тоа добро да менаџираме. Да менаџираме добро со нашиот внатрешен живот и добро да менаџираме со оние кои што Бог ни ги довери. Затоа пеевме гледам ја свет во чуда. Знаете, еден познат научник изјавил, можеш да живееш, да се понашаш и да го живееш животот како ништо да не е чудо, и можеш да живееш и да се понашаш како се да е чудо. Ја би сакала да растеме дека се е чудо. Затоа што на вистина е чудо. Се мокни од Бог да е наш татко и да не издигне на позиција каква што е Исусовата, затоа што самиот Исус во Јован 17 кажа, самиот татко ве љуби како што ме љубеше мене. Самиот татко ве љуби како што ме љуби мене. Прекрасно е. Прекрасно, тоа е чудо. И нас тоа треба да не зацврсне. Да ги оставиме старите работи, старите начини на размислување и да се впуштиме, затоа што го имаме Христовиот ум. Океј, татичко, ја и ти денес. Ајде да видиме, на работа. Притишот си овона. Океј, јас го имам Христовиот ум. Свети Душе, ти мене ќе ми посочиш како ја да зборувам, како да се понашам, дали да кажам нешто или да не кажам нешто. И како да се заштитам себе си од цело ова што ми се случува. Тоа го прави дете што е слободно во откровението дека е дете на Господ. И нема тука место за не се молев доволно, затоа е сега вака како што е. Не! Дете на Господ си, син или ќерка на Бог таткото. Пристапуваш смело. Зато можеле писателот на евреите можел да напише пристапете кон тронот на благодата. Ама тој збор смело ја прави целата разлика. Барем на мојот ум. Пристапете смело. Што значи тоа? Некој некогаш дури во црква ќе ви каже, не, ти многу леташ со паметот сега, како да види какво е, живееме ние во последните време, ти ќе се надеваш дека ќе биде подобро за црквата.
и тебе ти одзвонува во главата. Евреите 4:16. Смело да пристапам пред тронот. Аха, ќе се осмелам да излезам надвор од ова што ми се наметнува. Дека не треба да сум смела. Видете, Библијата е фасцинантна токму заради тие детали, кои што го менуваат животот. Токму заради тие детали. Токму заради тие детали. Ние треба затоа што ја имаме слободата да го истражуваме Божиот збор и неговиот ум и неговиот карактер, затоа што вели кој знае што има во Господ освен Божиот дух. А кај живее Божиот дух? Во нас. Значи ние имаме право да го истражуваме Божиото срце. И аз пред 10 години кога бев во Англија, 3 недели со ред, Светиот Дух постојано ме насочуваше да го читам пасусот за Авраам. Ама 3 недели секој ден. Секој ден. И она го носиш сведоштвото дека Светиот Дух ти посочува да го читаш тој момент. И читам и она, добро Господе, после третата недела, аман веќе со битие, аман. Шага, шо е работава? И сам читам повторно за Авраам и Светиот Дух ми вели, стој. Обрни си внимание на твојата реакција секогаш кога читаш за Авраам. Знаете што беше мојата реакција? Аман бе Авраам. Абе Господ го слушна, Господ ти кажа дека ќе имаш дете. Шо мајка бараше со Агара? Ало! И Светиот Дух ми вика, сега оди во Римјани 4 глава и читай таму. Знаете дека таму нема ништо за Авраам и неговата утка со Агара? Туку има само слава и чест за неговиот живот од страна на Светиот Дух. Мојата реакција за Авраам? Аман бе, аман! И реакцијата на Светиот Дух. Се надеваше кога немаше надеж. Не го зеде во предвид неговото тело старо и безсмртноста на царината утроба и ловост на ла. Значи, славење. Што би рекле православци, тропар на неговиот живот. Похвала за неговата вера. Тоа го прави татко. Тоа го прави татко. И онака седам ја во Англија, викам, добро, Свети Душе, добро, окей, важи, се договоривме. Се договоривме, нема проблем, затоа што читајте Римјани 4 глава. Фасцинантно е како Светиот Дух го опишал Авраам. Фасцинантно е. Затоа што Светиот Дух го инспирираше Павле да напише за Авраам така. Павле лично не го познаваше Авраам. Ама читајте како Павле пишува за Авраам и ќе знаете дека тоа е жива инспирација на Светиот Дух. Затоа што Светиот Дух го познавал Авраам. И затоа има сила. И во тој пасус е тој стих. Се надеваше кога немаше надеж. Затоа што одлучи да му верува на оној кој што оживува се и повикува во живот дури кога е во смрт. Халелуја. Халелуја. Тој Господ, него го имаме. Ние сме сега во таа позиција, кај што Светиот Дух кој што живее во нас вика, не за џабе сум ти пријател. Не за џабе сум ти пријател. Крени се од она што го знаеш и што те влече надолу и што те прави да си мизерен христијанин. Крени се. Тоа не сум јас. Знаете, се изнаслушав низ овие години проповеди за тоа како Господ намерно одлучил Јосиф да страда како што страдаше. Меѓутоа, бидејќи ја имаме слободата во Господ како дека ни е татко и дека можеме, нели децата често пати поставуваат чудни прашања на вас родителите, така и вие си идете, кај ти текна ова прашање? Или некој си ама ме праша, ама. Ама ја имаме слободата да поставуваме такви прашања. Бог ни дава слобода да поставуваме прашања. И јас долго време се мачев со тој пасус и со тие проповеди, ама Господе, ја не можам да го сварам овој факт дека ти си ваков. И знаете, кога читате во Битие 37 глава, и се онака, нели, добил 2 пророчки сона, па браќата го замразиле, па меѓутоа, и сега си велам, како е можно Господ, кој што
што е супер дупер татко, прекрасен, да инспирира зли мисли во браќата на Јосиф и да им каже, слушајте, ќе го оставите во јама и ќе го продајте како роб, затоа што ја имам големи лекции да го научам и планирам многу големи планови со него. Ви звучи како дека е Бог? Па не. Меѓутоа се ограничил на слободната волја на браќата на Јосиф. Иначе сите 8 милиарди ќе бевме верници, ако Бог не ја почитуваше нашата слободна волја. Затоа е креатор, дури кога ќе забрнаме да генерира решение. Сега нема да биде без последици, секако. Меѓутоа затоа е креатор, затоа е спасител кој што спасува и избавува во душа, дух и тело постојано. И сега се ограничи на слободната волја на браќата кои што одлучија погрешно да ја употребат својата слободна волја и го продадоа својот брат. Меѓутоа ја имам проблем што луѓето велат дека тоа е Господ. Не, тоа беше нивната слободна волја. Не беше Господ. Тоа патешествие Господ го употреби за него да го изгради. Пошто да си правиме реално мовети, тој се изчатали пред браќата негови. Ќе ви се поклоните еден ден. Кој бе ти пилиштарет 15 годишен, ајде ти се поклонам тебе. Па дури и е запишано дека Јосиф го љубеше, Јаков го љубеше повеќе Јосиф од другите, зашто го добил наставност. Дисфункционално семејство, хардкор. Ама работата и тоа е запишано во Библија. Господ го инспирираше Јаков така да се избаци. Го сакам појче зашто го добив наставност. Не. Нашиот необновен ум си прави некој си плети такви мрежи. Ама Господ затоа што е креатор, затоа што е прекрасен, затоа што е совршен татко, уме во сета наша каша да изгенерира решение, ако сме послушни. Затоа е славен, затоа е достоен да живееме за него и песни да му пееме и слава да му даваме. Затоа што во неговата совршеност не вклучи и нас. И ние сега имаме дел од неговата совршеност. И да, и Јосиф го помина тој макотрпен пат. Меѓутоа, бидејќи покрај него беше оној кој што е совршен на сите своји патишта, го научи и Јосиф како да биде трпелив. Што мислите, зошто плодот на духот е долготрпеливост? Затоа што Господ е долготрпелив. А го отворите во Галатите 5:23, кај што се сите тие 9 работи со еднина опишани, плодот на духот е, а се 9 работи, са граматички би требало плодовите на духот се, пошто се 9 работи. Ама не, плодот на духот е и се направени 9 работи. Гледате како е свенопачките Господ. Затоа што не можеш да си направиш викаат американци cherry picking, да си одбериш, да си земиш љубов, појче сакам да растам, во љубезно сакам да растам, во кроткост, во добрина, не, долготрпеливост не. Нема. Во пакете. Одјел, недјел, или едно, или ниедно. Нема. Плодот на Светиот Дух е. И се, ако не внимаваме, јам да се водиме, не внимавам, ако не внимаваме, ќе му припишиме слика на Господ дека, сега готово, нас, тој не е задоволен со нас, сега ќе не стави во некој макотрпен процес, дај друго дете, Господи. Не, татко е. Татко е. Навистина е добар татко. И затоа, ово утро сакам да се поттикнеме заедно. Дека, како негови деца, ние ја имаме таа слобода. Да го истражуваме неговото срце и да бидеме смели. Да не се ограничиме само на оно што сме чуле некогаш пред 20 години за некој стих. Туку да истражуваме. За стварно да видиме каков е Господ. И пак ќе кажам, одлуката на браќата не беше волја на Господ. Никогаш Господ не би инспирирал зло. Ако би инспирирал зли мисли во срцата на луѓето, па тоа да се прашам дали е достоен за доверба или дека е апсолутно добар. А што пише во Јаков 3:17? Секој добар и совршен
површен дар дојде од таткото на светлините. Не е светлината, туку светлините. Ние сите татко на ние сме светлини во овој свет, во кого нема ни промена, ниту сенка од промена. Или Исус е истиот вчера, денес и за секогаш. Тој инспирира добри работи, свети работи. Затоа го имаме Светиот Дух. Ајде да станеме. Халелуја, фала ти Исусе. 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 Господе, фала ти што ти имаш за нас резервирано нешто што ние допрва ќе ги откриваме. И тие нешто се во Твојата слава. И фала ти, Господе, дека според Твојот збор и според благонаклоноста на Твојата совршена волја за нас, ти одреди да имаме богатство и наследство во нас на надежда во Христос. Фала ти, Господе, Боже мој. И јас ги благословувам секој еден поединечно ова утро да се кренеме на едно ново ниво на нештата, Господе Боже мој. Не ни треба нам нова година за новогодишни резолуции за нешто ново. Нам ни требаш ти и Твојот поттик и да го прифатиме Твојот поттик, Господе, дека ти не повикуваш постојано во длабочини. Фала ти, Исусе. Фала ти, Исусе. Фала ти, Исусе. И Господе, јас зборувам мир за секој еден кој што си размислува дека го изгубил мирот. Јас зборувам радост за секој еден кој што мисли дека ја изгубил радоста по пат. И јас зборувам, Господе, надеж за секој еден кој што вели дека ќе биде потешко. Не, во името на Исус го кршиме тоа. Во името на Исус, бидејќи ти копнеш, ние да разбереме како Твои синови и керки дека имаш слава резервирана за нас. И дека ние ќе кориме од слава во слава, не од пораз во пораз, туку од слава во слава, од сила во сила. Господи, јас ги благословувам сите луѓе со сила, невидена сила ова недела, да има специфични ситуации кои што ќе им сведочат. Еј, навистина, ова е екстра сила, ова не е од мене. Во името на Исус. Фала ти, Господе Боже мој. Фала ти што славно е нашето излегување од дома, славно е нашето враќање од дома, заради Тебе и заради Твоите ангели во нашиот живот. Славно е нашето действување на работа, каде и да сме и помеѓу нашите семејства, бидејќи Ти ни го даде тоа наследство. Фала Ти, Господе Боже мој. И ние сега се благословуваме себе си, нашето срце, нашите мисли и нашиот јазик да почнеме да се благословуваме. Затоа што сме повикани да благословуваме, затоа што наследивме благослов. Наследивме благослов. Фала ти, Исусе. Фала ти, Исусе. Халелуја. Халелуја. Фала ти, Господе.